10 минути по 9 часот, нова тема во Македонија наутро со гостинка во студиото 3, која што ја најавуваме и вака. За тоа како социјалното предприемништво и солидарната економија помагаат во заедницата сме зборувале многу пати во утринската програма, но сметајќи дека јавното говорење е првиот чекор кон правењето на сериозни промени. Ова утро, 10 минути во Македонија наутро, акцентот повторно го ставаме на социјалните предпријатија како поддршка на маргинализираните групи и нивната реинтеграција и социализација во општеството. Токму документарниот филм Барка извор на животот, кој имаше својата премиера во киното Фросина, гласно говори на оваа тема и ја раскажува успешната 30 годишна приказна на социјалното предпријатие на нашата гостинка, која доаѓа од Полска и е доказ како овој концепт кој помага на маргинализираните групи може да обстои со години. Велиме добро утро и добре дојде за Барбара Саздовска, тим лидер на проектот. Добро утро на сите. Темата Барбара за социјално предприемништво е особено актуелна изминатиот период кај нас, што многу ме радува. Надеж плюс во целиот концепт ни дава усвојувањето на националната стратегија за социјални предпријатија, дополнителни законот кој е во подготовка и ќе ја регулира оваа проблематика. Во Македонија наутро изминативе години сме промовирале и многу често социјални предпријатија кои што го развиваат овој концепт, но она што ме интересира е за вовед во разговорот. Каква е приказната во Полска со... Okay. Thank you very much for invitation. This is pleasure to be here with you. You know, when I was young psychologist, it was in 80s in Poland, we had a very difficult period because it was transformation time and many people were lost. Privatization and liquidation of factories, and many people were unemployed. Many people left orphanages, correctional houses, prisons, and there wasn't place where they could be rehabilitated. So we decided with my husband, both of us are psychologists, to establish Barka Foundation which will provide not simply, temporary support, but which will create communities, places where these people who were without roof, without perspectives, could rebuild their skills, could change their mindset and start a new life. After the period of year 2-3, they were prepared to start independent life. Ви благодарам на поканата. Навистина ми е мило што сум денес овде со вас. Еве како ќе ја раскажам мојата приказна. Јас сум психолог по професија и кога бев млада во 80-те години во Полска, беше навистина еден тежок период на трансформација, кога дојде до ликвидација на многу фабрики, се трансформираа предпријатијата, многу луѓе останаа без работа, се зголеми бројот на невработени лица, луѓето што беа во домови, во поправни установи, останаа на улица, немаше кој да се грижи за нив. Така што јас и мојот сопруг, кој исто така психолог, решивме да отвориме нашата фондација Барка, која што имаше за цел да им понуди не само привремено решение, туку да им најде начин како тие да ги подобрат своите вештини, така што за отприлика 2-3 години да можат повторно да се вратат и да бидат самоодржливи. Барбара, Барка се вика фондацијата во чии рамки повеќе од 30 години успешно функционира социјалното предприемништво, социјалното предпријатие, кое што е доказ дека квалитетен концепт може да постои. Како функционира Барка и кој е концептот на работа всушност? You know, the main element of Barka is to provide space for job training. So people, to change their skills, they have to contribute. They have to provide something. And on base of our experiences, we are able to influence policy system and legal system in Poland. So we have a number of legal acts which describe this concept of social entrepreneurship. Now we have
about 7,000 social enterprises in Poland, and we had 30% of unemployment rate, and now it is only 7%. So thanks to implementation, adoption of the legal acts, the situation was really, now is very, very good, and many people found place for work, for life, thanks to social entrepreneurship. Главниот елемент е да се обезбеди простор, место каде што луѓето ќе можат да ги сменат своите вештини и да се обучат да најдат работа. Ние преку нашето дејствување успеавме да издејствуваме да се доведат одредени промени во политиките и во правните акти, така што со усвојување на овие законски решенија се помогна да се воспостават. Сега во Полска има 7.000 вакви социјални предпријатија. Порано стапката на невработеност беше 30%, но откако почнаа да функционираат овие социјални предпријатија, сега таа изнесува 7%, што значи дека ова навистина има добри резултати. Гледаме еден мал сегмент од документарниот филм, чија промоција беше во киното Фросина изминативе денови. Всушност станува збор за проект кој што е финансиран од Европската унија, да кажеме имплементиран од ЕПТИСА, чиј корисник е Министерството за труд и социјална политика. И кога беше премиерата на документарниот филм, впрочем и Министерката за труд и социјална политика кажа дека ова е совршен концепт кој што како пример може да се примени и во Македонија. Да, yes, I think that we are very close to like spiritually, culturally to Macedonia. There is the same foundation, the same code, I would say. And I think that these experiences from Poland can really inspire social enterprises, policy makers here in Macedonia. And now, within this project, I am involved to work to have legislation, to prepare draft law on social entrepreneurship, but also, you know, we establish centers to support of social enterprises. It is the same like in Poland. We have centers to support of social enterprises, and those who are interested to have, to establish social enterprise can come, can receive, you know, different type of supports. We can link them with financial tools, with local municipalities, private companies, which can buy their products. So this system is really workable, and I think also a good example for Macedonia. Можам да кажам дека Македонија и Полска се слични во културна смисла, во културолошка смисла, по менталитетот и така натаму, што сметам дека имаме слични темели, сличен код, и нашето искуство мислам дека може да инспирира многумина тука да се зафатат со ова со основање на социјални предпријатија. Така што апелирам до носителите на политики во Македонија да се вклучат во овој проект. Проектот сега се занимава со изготвување на нацрт закон за социјално предприемништво. Воспоставени се центри за поддршка, така што сите оние, како исто како и во Полска, така што сите оние што се заинтересирани за овој начин на работа може да дојдат тука и да добијат различен вид на поддршка. Ние можеме да им дадеме информации како да добијат, да имаат различни финансиски алатки, да ги споиме со приватни компании кои што би можеле да ги откупуваат нивните производи и услуги и слично. Мислам дека овој модел навистина може да успее и во Македонија. Барбара, која е приказната за документарниот филм? Што е она што ви инспирираше? You know, I think that the most important is to show relationship between people, because social economy, social entrepreneurship, it is not only creation of job places for those who left behind, but also to build relationship, to be, you know, member of the community, to show a brotherhood, to show, you know, solidarity, because many of them didn't have good example in their houses. Some of them were in the orphanages. So economy, Solidar, this is economy of relationship, of inclusion, of belonging, that there is a place in the society for everybody. Мислам дека со овој филм, со документарецот, може да покажеме
колку се важни односите, врските помеѓу луѓето. Не е важно само да се отворат нови работни места, туку да се негуваат тие односи, тие да може да се покаже солидарност. Тие многу од овие луѓе немале добри примери во своите домови, потекнувале можеби од сиропиталиште, така натаму, така што ова не се однесува само на економска смисла, туку се воспоставува инклузија, се покажува на сите дека секој има место во општеството. И она што е клучно се чини и со документарниот филм, да се пренесат позитивните искуства како пример од социјалните предпријатија и од регионот и од светот и бенефитот кој што заедницата го има од нив. Yes, absolutely. You know, I think that what I observe here, I see that there is potential of solidarity in your country, and there are beautiful examples here in Macedonia. So you have social enterprises, even social entrepreneurship law doesn't exist yet, but you have examples, and my role is to empower these examples and build systematic solutions. Се надеваме дека и националната стратегија и законот ќе ја поттикнат и заокружат целата оваа приказна за која зборувам. Yes, strategia, national strategy and legislation on social entrepreneurship will define financial instruments, role of regional support centers, role of municipalities, companies in building the ecosystem for social entrepreneurship development. И благодариме за документарниот филм како позитивен пример за поттик. Yes, позитивен пример за поттик. Благодарам. Од она што можам да го забележам во вашата земја, навистина има потенцијал да се постигне солидарност. Иако во Македонија се уште не постои закон за социјални предпријатија, тие социјални предпријатија веќе постојат. Ние сега работиме на изготвување на законски решенија, кои што ќе понудат финансиски инструменти и разни други алатки кои што ќе им овозможат на тие предпријатија да функционираат. Барбара, на крајот на разговорот нешто повеќе околу самиот проект. Какви се активности се предвидени покрај документарниот филм? Now we are working to organize fairs for social enterprises in Macedonia. We will have second part of the movie about Macedonian social enterprises. We are organizing meeting with companies, and we are working to prepare social enterprises from Macedonia to pitch in front of companies and to find possibilities to that companies support their concept, their ideas. We also, work on we are working to prepare students to have internship in social enterprises. We are working on mentorship for social enterprises. We selected 10 mentors who support social enterprises. We try to match social enterprises also with other financial instruments like grants for social enterprises. There are 2 organizations in Macedonia selected to provide grants to social enterprises. I also inspire embassies, Polish embassy, to provide grants for social enterprises. So this is a really important moment in Macedonia, and I think that in the period of few years you will have a lot of social enterprises and more people included in the market and in the community. Сега се фокусираме на организирање на сајми за социјални предпријатија, исто така ќе се подготви и вториот дел од овој документарен филм кој што ќе се однесува за социјални предпријатија во Македонија. Исто така им помагаме на овие социјални предпријатија да стапат во контакт со компаниите кои што би можеле да им помогнат. Им помагаме да научат како да ги представат своите идеи и концепти. Исто така апелираме до возможуваме на студентите да најдат практикантски можности во овие предпријатија. Исто така организиравме 10 грантови, односно дотации, и одбрани се 2 организации кои што ќе ги доделат овие грантови. Исто така лобираме и до амбасадите, особено до Полската амбасада, да доделува вакви грантови. Се надеваме дека приказната ќе продолжи и ќе добие на масовност. Еве тука ќе ги поздравиме и нашите пријатели од списанието за одржлив развој Лице в лице, кои што се чини први го скршија мразот со ова приказна, направија своевидна револуција во која што своевремено малкумина веруваа, но сега апсолутно не купија сите.
Lica Blica, it is great example, but you have many other, Izbor, you have Hops, you have Reto here in Macedonia, you have Kopče, second-hand shop, many. So great, and I would like to really inspire each civic society organization to be more entrepreneurial and each company to be more solidar. И па разговорот нека биде поттик. Yes. Да, така. Барбара, благодариме за денешното гостување. Дефинитивно Барка е еден успешен пример од кој што може само да учиме. Значењето на социјалните предпријатија е огромно. Тие секако придонесуваат кон еколошки и економски развој, но и допринесуваат кон намалување на сиромаштијата за најранливите. Писанието Лице в лице е одличен пример, но во Македонија имате и многу други добри примери, како Избор, Хопс, Рето, Копче, што е за користена облека, така што ги поттикнувам граѓанските здруженија да покажат малку повеќе предприемнички дух, а компаниите да покажат малку поголема солидарност. Нека трае, нека добија на масовност. Благодариме многу за гостувањето. Thank you so much. Благодарам.